Нашиот партиски став го кажа јас пред неколку дена, практично ова е една реконструкција која што е само замена на имиња, едни луѓе со други, од ова реконструкција граѓаните не може да очекуваат буквално ништо. Ама буквално ништо, исто како што не видува никакви резултати и до сега од работата на владата. Нема еден сектор во кој што има некакви добри резултати, нема една група на луѓе во држава кои што видува бенефит од оваа власт. Државата е целосно блокирана. Граѓаните тонат во сиромаштија. Цените растат без контрола, нема раст на платите, стандардот тоне. Ние останавме слепо црево на Балканот и во Европа. Гледаме како се однесуваат и кон стратешкиот правец на земјата. Го запреа европскиот пат после 30 години. И тоа отворено го кажува премиерот. Дека нема намера да го продолжи евроинтегративниот пат на земјата. Во тој контекст, нешто што не кажуваме ние, што кажува во извештај Европскиот парламент, дека тука има влијание од српскиот свет. Дека има центри разузнавачки на руските разузнавачки служби во Србија, кои што влијаат на земјите во регионот, меѓу другите и на Македонија, кои што не дозволуваат да продолжи евроинтегративниот пат. Ете, такви луѓе ние имаме во владата. Имаме целосно неспособен премиер, неспособен да реши ниту едно прашање, да направи државна стратегија, да направи било каква добра политика од која што граѓаните и државата ќе видат бенефит. И што се случува кога вие немате веќе каде, кога веќе не можете да лажете, затоа што веќе сте прочитани од граѓаните, нормално дека се заканувате. Само упатам јасна порака. Никој не му се плаши на Мицкоски. Со заканите кои што ги упатува, со навреди само покажува колку е неспособен и колку е слаб. И тоа граѓаните секој ден се повеќе го сваќаат.